Денеска сакам да зборувам за Јаков, но претходно ќе дадам еден мал вовет зошто го избрав Јаков. Знаете, сите ние бараме да видиме чуда од Бог. И ако треба да ги градираме чудата, кој е најголемо чудо или што е најголемото чудо што сме го виделе, ќе почнеме да набројуваме. Јас сум видел жена која што не можеше да оди, па сега почна да оди и ќе кажеме беше исцелена. Некој ќе се сети, јас видов имаше еден човек беше слеп, сега гледа. Може би некој ќе рече, знам еден алкохоличар кој што Господ го ослободи од алкохолот. И кој е најголемото чудо? И вистина е, може би од сите чуда што можеме да ги набројуваме, најголемото чудо е промената на човечкото срце. Бидејќи факт е дека ние самите не можеме да се промениме. Законот може да ти каже што треба да правиш. И ако ги читаме 10 Божји заповеди, ние ќе се сложиме со сите нив. Таму пишува не кради, не лажи, не убивај, не врши прелюба. И сето тоа е во ред. Но нема ниту еден човек кој што успел сите 10 да ги држи постојано. Сите ние сме паднали и паѓаме во некој од нив, особено последната заповед. Не посакувај туѓо. Нема човек што не посакал нешто туѓо барем еднаш во животот. Кога ќе видиме некој има убава кола, викаме, Господе, јас да ја имам. Ќе видиме убава куќа или било што друго, или работата што некој си ја има, па голема плата. Господе, дај ми на мене, јас да ги имам тие. Нема човек што не паднал во некој од нив. И ние понекогаш сакаме да се промениме, но не можеме. И тука настапува Божјата благодат. Бог единствено може да не промени. Но факт е дека ние имаме потреба од промена. Баш скоро споделив еден пример за моите синови. Еден од моите синови така малце се поправи. И јас сакав да го мотивирам на некаков начин да почне да ослабнува, да оди на теретана. Јас почнав да одам на теретана и го викав и него, ама тој никако не сакаше. Дури почнав да снимам и видеа, таму како што ќе вежбам, ќе се снимам како со тегови вежбам, па дигам нешто, па ќе му пратам видео, па ќе му викам, ајде дојди, он вика, не сакам и не сакам. Викам, ајде, ме мрзи, не сакам, не ми се оди и некако никако да го натерам. Но знаете што се случи? Неговиот брат пред неколку недели дојде, се запиша на теретана и тој почна да оди заедно со него. Брат му не му праќаше ни видеа, ништо, ама сега некако заедно со него, може би затоа што имаше подобро друштво, беше самиот мотивиран да отиде. И јас ова го користам како една споредба што прави Божјата благодат. Она што законот не може, го прави Божјата благодат. Таа ти дава нова сила, нова мотивација, нова енергија да го правиш тоа што инако не би го правил. Сега кога зборуваме за една таква промена, тука сакам да го спомнам Јаков, кој што беше син на Исак, а Исак пак беше син на Аврам. Така да Јаков беше внук на Аврам. За Јаков знаеме, ако сте читале, дека тој беше познат по тоа што беше измамник. Јаков беше сплеткарош, беше човек кој што сакаше да приграби, дури неговото име означува тоа нешто. Јаков значи измамник или некој што приграбува, што зима нешто што не е негово, сака да присвои. И Јаков беше таков уште од самиот почеток. Може би затоа што посакуваше нешто туѓо, го посакуваше оно што го му припаѓаше на неговиот брат. Неговиот брат беше првороден, Исав, и според еврејската традиција, на Исав му припаѓаше поголемиот дел од наследството и поубавиот дел. Исав исто така како првороден требаше да биде глава на домот откако неговиот татко ќе почине. На него му следуваше двоен благослов. Јаков го сакаше сето ова. И тој подосна го зеде ова со измама.
И денеска, може би ова е причина за оладена љубов и односи помеѓу многу браќа и сестри. И во домовите, крвни браќа и сестри, но и во црквите. Често пати ние може би го имаме синдромот на Јаков. Посакуваме нешто што не е наше, нешто што е туѓо, нешто Бог дал на некој друг, го благословил, може би некаков дар, способност, и ние сакаме да сме како него. И не осознаваме дека Бог за тебе има нешто посебно. Ти си посебен и немој да го бараш оно што Бог го дал на другиот, бидејќи Бог на тебе има дадено нешто што е само за тебе. Но кога ние посакуваме да го имаме оно што другиот го има, а го немаме, ние доваѓаме со огорчено срце. И ние почнуваме да си мислиме, Бог не е фер, Бог еве мене не ме сака, Бог еве тој брат или таа сестра ја сака повеќе, Бог еве другите ги благословува повеќе, но мене не, и добиваме огорчено срце. И тоа е проблемот многу пати и во црквата. Роберт исто така кажуваше, пасторот од Радовиш, тој вели, во нашата црква почнаа да доваѓаат луѓе кои што има одредена потреба да им се помага. И вели, ние со отворено срце сакавме да ви помогнеме во се што можеме. И дури Роберт вели, јас од мој джеп одвојував за да на тие луѓе им помагам, да им купам нешто што им фали, храна можеби, да им платиме сметки. Но вели, после некое време, тоа семејство стана со огорчено срце и почна да ни завидуват на нас. Почна да ни завидуват дека еве ние сме имале повеќе од нив, дека сигурно нас Господ повеќе ни дава, па кој знае колку вие пари добивате. И вели се огорчија, бидејќи тие помислија дека ние имаме многу пари, ама не ги делиме со нив, и ние само за себе си ги задржуваме, и за жал, вели, тоа семејство си замина. Иако тие ја чувствуваа љубовта, ја добиваа љубовта од црквата, ние помагавме со се, наместо тие да се радуваат на тоа нешто, се огорчија. И тоа беше и проблемот на Јаков. Јаков завидуваше на својот брат и тој сакаше да го има тоа што неговиот брат го имаше, и дури ќе прочитаме дека тој го доби тоа во одредена мера, но со измама. Ако читаме во книга Создавање или Битие, прва книга Мојсеева, 27 глава, таму читаме дека Исак веќе остаре и неговиот вид ослабе. И тој сакаше да ги благослови неговите синови. И побара неговиот син Исав да му донесе јадење. Кога го слушна тоа неговата мајка, таа го посоветува Јаков, таа рече, отиди, спремај јадење и донеси на татко ти, ама преправи се дека си постариот син Исав. И погледнете што направи Јаков. Вели, тој влезе при татка си и му рече, татко, а тој одговори, еве ме, кој си ти, синко? Јаков па му рече на татка си, јас сум Исав, твојот првороден син, направив како што ми рече, седни и јади од ловот мој, па благословија душата моја. И Исак му рече на синот свој, кога толку бргу најде јадење, синко мој? А тој одговори, Господ твојот Бог ми донесе среќа. Тогаш му рече Исак на Јаков, дојди поблизу, синко мој, да те допрам и да видам дали си тоа си, ти, синот мој Исав. И пристапи Јаков до Исак, таткото свој, а тој го допре па рече, гласот е гласот на Јаков, но рацете се Исавови. И не го позна, зашто рацете му беа како рацете на Исав, и тој не го позна, вели му беа, вратот му беше рунтав, и го благослови. И му рече, ти ли си синот мој Исав? А тој одговори, јас сум. И повтор пат го излага. И тогаш рече, дај ми сега, синко, да јадам од ловот твој, па да те благослови душата моја. И интересно, кога читаме што направи Јаков, тој беше благословен од неговиот татко, но тој му го даде благословот на првородениот син. Подоцна доаѓа Исав и тој бараше да биде благословен, и неговиот татко рече, но јас веќе го дадов благословот. Веќе дојде Исав. И кога го разбра тоа нешто, Исав рече, сигурно братот мој, вели, ме измами.
И вели, па и името му е Јаков, затоа веќе 2 пати ме измами. После ова, ако читаме, ќе видиме дека Исав беше толку лут на својот брат што сакаше да го убие и Јаков мораше да бега кај неговиот вујко Лаван. Но овде читаме за една ситуација дека Јаков поради неговата завист на неговиот брат, тој сакаше да му го земе она што не е негово, но исто така тој се представи како неговиот брат Исав. Ако читаме во детали, сега немаме време, ќе видиме дека неговиот брат беше со рунтави раце, со повеќе влакна. Тој се преправи дека стави руно на рацете, се преправи дека е исто како неговиот брат, бидејќи сакаше да го имитира во се. Интересно е колку луѓето имат тенденција да се преправат во некои работи, само за да го имат она што и другите го имаат. И вие ќе си кажете, тоа е жално нешто, но често пати и ние тоа го правиме. Знаете, ние гледаме познати лица во светот кои што навидом нели се срекни и успешни, гледаме славни луѓе, пејачи, глумци, пејачи, и што правиме ние? Ги имитираме. Ги имитираме, ние го правиме тоа нешто што го прават и они, се облекуваме како што се облекуваат и они, само за да можеме ние да го имаме тоа што го имаат и тие. Веќе ние мислиме дека ако се однесуваме како нив, ако ги имитираме нив, па дури и во облекувањето, во однесувањето, ние мислиме дека ќе сме срекни. Затоа што мислиме дека нивната среќа ќе можеме да ја земеме и да си ја присвоиме. Па дури и на социјалните мрежи, колку пати ние имитираме, колку пати гледате луѓето постираат слики и се преправаат дека се срекни. Можеби дома ќе се карат со жена му, ќе си ги извадат очите и не знам што се не, ама на социјалните мрежи ќе видите тие се срекни. И најчесто ставаме слики каде што покажуваме дека сме најсрекни, се ни е во ред. И другите гледат и завидуваат, викат, види бе колку сложни, колку срекно семејство. Или ќе се сликаме со некоја скапа кола, ќе начекаме некоја убава кола, Ферари, викаме, сликаме со Ферарито, сликајме. И ќе ја ставиме некаде на социјалната мрежа и луѓето кои ќе видат да ни завидуваат. Ние се обидуваме да крадеме туѓа среќа, се обидуваме да живееме некакви туги животи, да имитираме, затоа што сакаме на тој начин да бидеме срекни. Исто како Јаков. Ние мислиме дека ќе бидеме срекни ако се сликаме со некој туѓо Ферари, ако се сликаме можеби со некоја туѓа облека или се преправаме дека сме нешто што не сме, но тоа е лажна среќа. И ние ќе го постираме тоа нешто и ќе чекаме луѓето да ни стават лајкови. И ќе видиме колку лајкови ќе ни стават за да видиме дали сме ги убедиле. Но одвратно сме празни. Се сеќавате на една песна на Тоше Проевски. Има еден текст кој што веројатно на сите нас ни оставил впечаток. Вели, што е тоа кај луѓето тажно, што живеат во животи туги. Токму тоа е она што Тоше сака да го каже. Се обидуваме да живееме туги животи. Се обидуваме да живееме нешто што не сме. Затоа што ни недостига таа среќа што ја гледаме кај другите. И ние мислиме дека ако го живееме тој туг живот и ние ќе сме срекни. Но како што реков на почетокот, ние немаме сила сами да се промениме. Нашето срце останува празно се додека не дојдеме кај Бог. Ние не можеме сами да го исполниме нашето срце. Па дури ние како пастори понекогаш имаме копнеш да покажеме некаков поголем успех само за да имаме таа среќа, да покажеме дека сме успешни можеби како другите пастори, да покажеме дека нашата црква ни е успешна. Кој ќе не прашат колку луѓе имаме во црквата, ние секогаш сакаме да ја покачаме малку повише бројката за да покажеме дека сме, нели, подобри. Но тоа е она тенденција. Па дури и кога ќе има некаков настан, ние знаеме да кажеме со братија 100 души се покаја. Иако можеби таму едва биле 40, ама ние да покажеме дека сме имале успешен настан, дека дошле многу луѓе. И тоа е тенденцијата да бидеме нешто што не сме. Има еден виц каде што во некој град имало трка и бидејќи случајно се погодило во тој град да биде и човекот кој што бил првак
во трката, во трчање, бил познат овој човек како шампион, секогаш освоил прво место, и тој се пријавил на трката, и кога другите разбрале, сите се откажале, никој не сакал да трчат со него, бидејќи знаеле дека нема да победат. И се пријавило само едно момче, кој што не го бивало воопшто да трче, ама се пријавило и тој бидејќи сакал да се покаже пред неговиот татко. Кога трката завршила нормално, ова момче било последно. Првакот кој што бил успешен во тоа нешто, кој што бил шампион, тој го освоил првото место. Но тој решил да се јави на неговиот татко и решил вака да ги представи фактите. Рекол: тато, денеска се тркав заедно со шампионот во нашата држава. И замисли, јас освоив второ место, а он беше предпоследен. Сега дали е тоа вистина? Тој освоил второ место, ама од двајца. А вели, шампионот беше предпоследен. Тоа е кога некој се обидуваме да ги прикажеме работите во поинакво светло, онака како што не се. Знаете, дури и во параболата што Исус ја кажуваше за фарисеот и митникот, ќе видиме дека и таму фарисеот се обидуваше пред Бог да се прикаже во едно поинакво светло, но Исус овде во оваа парабола сакаше да ни покаже една вистина, дека Бог го знае моето и твоето срце. Таму фарисеот дојде пред Бог и како се молеше: о, Господе, фала ти што не сум како овој митникот овде, како овој грешникот. Фала ти што сум јас толку добар, ти знаеш ја давам 10 од се, јас сум ти верен на тебе. И тој се фалеше цело време. А што правеше митникот или собирачот на данок? Тој вели дури не се осмелуваше ни главата да ја подигне кон Бог, само со наведната глава се удараше во град и велеше: Господи, биди милостив спрема мене грешниот. И Исус вели: и овој вториот си замина дома оправдан, а првиот не. Затоа што вториот беше искрен во неговата состојба. Првиот се обидуваше да биде нешто што не е. Јаков се обидуваше да биде нешто што не е. Може би ти денеска се обидуваш да носиш маска и да бидеш нешто што не си. Може би пред луѓето се обидуваш да покажеш колку си среќен или среќна. Се обидуваш да се преправаш, да живееш некој тук живот како што вели Тоше. Сакаш да бидеш нешто што не си. Но длабоко во себе знаеш дека нешто ти не достига. Длабоко во себе знаеш дека сакаш да живееш во животи туги. Иако Бог за тебе има нешто посебно. Бог сака тебе да те направи посебен. Бог сака твоето срце да го исполни, а не да живееш во некоја туѓа среќа. И што се случи со Јаков? Јаков мораше сепак на крајот да бега. Иако тој со измама го зеде првородството и благословот на неговиот брат, кога разбра дека му се заканува да биде убиен, мораше да бега кај неговиот вујко Лаван. И на патот, додека тој одеше за да се сретне со неговиот вујко, да замине кај него, тој отиде на едно место да преспие. И интересно што се случи на тоа место. Читаме во 28 глава, некаде од 10 до 20 стих вели: Јаков ја напушти Вирсавија и отиде во Харан. Па најде едно место и таму преноќева, бидејќи сонцето беше зашло. И зеде еден камен од тоа место, си го кладе под главата и заспа на тоа место. И виде сон: ете, скала стои над земјата, а со врвот допира до небото. И ангели Божи се качуваа по неа и слегуваа. А ете, Господ стоеше на неа, кој му рече: Јас сум Господ Бог на таткото твој Аврам и Бог Исаков, и оваа земја на која што лежиш ќе ти ја дадам тебе и на потомството твое. А потомството твое ќе биде колку песокот на земјата. Ти ќе се рашириш на запад и на исток и на север и на југ. И сите племиња на земјата ќе бидат благословени поради тебе и поради потомството твое. И еве, јас сум со тебе и ќе те чувам насекаде, каде и да појдеш, и ќе те вратам во оваа земја и нема да те оставам се додека не го извршам она што сум го рекол. А кога се разбуди Јаков од сонот, си рече: сигурно е Господ на ова место, а јас не знаев. И се уплаши и рече: колку е страшно ова место, ова е дом Божи, ова е вратата небеска. И се зарече Јаков велејки: ако Бог биде со мене и ме зачува на овој пат по кој одам, ако ми даде леп
да јадам и облека и да се облекувам, и се вратам мирно во домот на таткото мој, и ми биде Господ мој Бог, тогаш овој камен што го поставив како спомник ќе биде дом Божи. И од се што ќе ми дадеш, вели, ќе ти давам 1/10. Интересно, Бог решава на неговиот пат на бегство да му се објави и Бог му кажува на Јаков една вистина и прави завет со него. Бог вели, јас ќе бидам со тебе, јас ќе те благословам, јас ќе ти дадам се што ти посакуваш, јас ќе го умножам потомството твое. И погледнете што е лекцијата на која што Бог сака да го научи. Бог вели, ти се обидуваш да го украдеш благословот, да земеш нешто на измама, да земеш нешто што не е твое, да го исполниш твоето срце на еден друг начин, приграбувајќи, бидејќи тоа беше името негово. Бог вели, но она што ти го бараш, јас можам да ти го дадам. Во мене само ќе го најдеш. Бог сакаше да го научи Јаков нешто што и ние треба да го научиме. Дека вистинската среќа, вистинската радост, вистинската промена доаѓа единствено од Бог. Сето она што ние го посакуваме, сестри и браќа, сега веќе има и браќа, фала му на Господ. Сето она што ние го посакуваме, можеме да го најдеме во Бог единствено. Затоа и песната што е пеевме пред малку, ќе се сетете, не знам колку е пеевте, верувајќи во оваа песна, дали верувате дека ја пеете, но ние пеевме денеска песната Бог ми е доволен. Знаете ли што значи тоа нешто? Кога пееме Бог ми е доволен, тоа значи се што ми не достига и што мислам дека ми фали. Многу пати си велиме, да имам уште една вреќа пари. Да имам барем уште еден спрат во куќата. Колата да не ми откажува, да е малце по-нова. Да не ли си викаме да и ова да го имам и она. И на крајот сваќам, Бог ми е доволен. Бог му се јавува на Јаков, вели, Јаков, ти сакаш да имаш уште 100 овци, сакаш да имаш уште 100 говеда, брат ти што го има, сакаш да имаш двојна мерка, сакаш да го имаш ова или она. И јас сум ти доволен, Јаков. Јас сум ти доволен, се што ти треба е во мене. Ако ми имаш мене, ќе имаш се. И Јаков, гледајте сега, Јаков е освестен, тој сваќа дека Бог му се објавил и Јаков прави завет со Бог. И вели, ако Бог остане со мене и ме запази на патот, ако ми даде, гледате сега одеднаш што Јаков станува скромен, само ако ми даде, вели, леп да имам, да јадам и облека да се облечам, вели, тогаш јас ќе му бидам верен на Бог. Па ако треба и 10 ќе давам. Му ветува. Погледнете го сега Јаков. Јаков одеднашка вели, Господе, сега сваќам дека во Тебе е мојата радост, во Тебе е мојата среќа, во Тебе е мојот благослов. Не барам ништо повеќе, само леп да имам, да јадам и само облека да имам, доста ми е. Одеднаш ние стануваме скромни, кога сваќаме дека Бог е оној што може да ни ја даде вистинската радост. Но често пати тоа трае кратко. Ние на Бог, кога ќе го доживееме Божјото присуство, на Бог му ветуваме верност, му ветуваме се и велиме, Боже, не барам многу, барам само да имам доволно за живот и јас ќе ти бидам верен. И тука ние во две работи се лажеме. Прво, велиме, ќе ти бидам верен цел живот, ама после некое време забораваме на тоа. Сетете се кога сте се крстиле, они од вас што сте крстени водено, со крштевањето ние му ветуваме на Господ дека ќе му бидеме верни во се. Боже, ќе одам редовно на црква, нема да те заборавам, редовно ќе читам Библијата, ќе те барам секој ден, па и 10 ќе давам, нели? Но после некое време почнуваме поретко да одиме на црква. После некое време почнуваме поретко да ја читаме Библијата. После некое време почнуваме поретко да се молиме и да го бараме лицето Божјо. И се оддалечуваме. Исто така ние на почеток сме скромни во барањата пред Бог. Велиме, Господе, ништо друго не ми треба, ти си ми доволен. Ама после некое време почнуваме да гледаме на другите и пак почнуваме да бараме повеќе нешто. Боже, ако може уште ова само да ми го дадеш, ако може само уште ова, ако може и ова да го добијам. Веќе почнуваме да бараме многу нешто. И дури знаете што забележувам? Понекогаш Господ ни ги дава и повеќе од она што ни треба, а ние пак сме незадоволни. Многу од нас имаме редовна плата, многу од нас имаме топол дом, имаме храна, имаме облека, нели, да бидеме искрени, сите од нас го имаме тоа нешто. Па си имаме и некоја кола, може не е нова, си имаме телефон, си имаме дома интернет,
си имаме кабловска, ги имаме сите тие работи, ама ние пак викаме, абе Господе, зашо немам повеќе? Не ли може уште нешто плюс? Некој направил статистика и рекол вака: ако си помеѓу тие што имаш редовна плата, што имаш кола, храна и дом, ти си во 18% од луѓето во светот кои што се најбогатите, наспоред 82% кои што го немаат тоа. Може да замислите. Сега во кој процент сакате да бидете? Ако ги имате овие работи, тогаш знаете дека само 18% во светот го имаат тоа, а вие сте помеѓу нив. 82% во овој свет ги немат тие работи. 82% немат топол дом, немат вода, немат струја, немат интернет, ги немат овие нешта. И затоа понекогаш кога ние велиме, Господе, малку имам, нели може повеќе, Бог вели, биди среќен бидејќи ти си во тие 18%. Тие кои што ги имат сите овие работи. Сега погледнете понатаму што се случува со Јаков. Јаков беше измамник. На измама го зеде првородството или благословот, мораше да бега и Јаков отиде кај неговиот вујко. И знаете што му се случи кај неговиот вујко? Беше неколку пати измамуван. Неколку пати беше измамен. Измамникот беше сега измамен. Тој отиде кај неговиот вујко. Таму ја запозна Рахела, кој што беше керка на неговиот вујко. Во тоа време беше вообичаено да се случува и ова нешто, и тој ја побара за жена. И неговиот вујко рече, добро, ќе ти ја дадам, ама мора 7 години да работиш за неа. И тој работеше 7 години, кога дојде вечерта за да ја земе, тој наместо Рахела му ја даде другата керка, Леја, и го измами, или Лија. И тој рече, зошто ме измами? И вујко му рече, знаеш, кај нас не е ред да се дава помладата керка пред постарата, затоа ти ја дадов Леја, ама еве ќе ти ја дадам и Рахела. И мораше да работи уште 7 години. Понатаму, тој го вработи кај него, за да работи да ги паси неговите стада, неговите овци. И додека ги пасеше, тој правеше договор кој овци да му ги дава како награда. Првен му рече, ќе ти ги дадам оние што се со дамки овци, ќе ти ги дадам. Па почна да се намножуваат тие со дамки, па се предомисли Лаван, рече, не, ќе ти ги дадам овие другите. И на крај, Јаков се пожали, рече ти 10 пати ми ја минуваше платата, 10 пати ми го минуваше договорот и постојано ме мамеше. И кога читаме ова нешто си велиме, интересно, она што го правеше Јаков, тоа сега на негова кожа го осети. Јаков мамеше и сметаше дека е убаво да мами, ама на крајот осети на негова кожа тој самиот да биде измамен. Библијата ни кажува на едно место, што ќе си посее човекот, тоа и ќе си пожнее. Ако ти се обидуваш да го живееш животот со измами, ако се обидуваш да го живееш животот нечесно или да го придобиваш со такви работи, на крајот еден ден ќе ти се случи тоа и на тебе. Тоа што Јаков го правеше, на крај му се врати. Затоа мораме да научиме дека нема благослов, па дури и во парите, и во добрата кои што се придобиени со измама. Немој да се обидуваш како христијанин, да го добиваш имотот со измама, благословот да го добиваш со измама. Немој да се обидуваш во овој свет да заработуваш со измама, бидејќи еден ден тие работи не се благословени, еден ден ќе ги загубиш. Или еден ден ти ќе бидеш измамен и тогаш ќе го осетиш на своја кожа. Има многу денеска, за жал, родени браќа и сестри кои што се обидуват да го земат делот на нивниот брат или на нивната сестра. Знам за исто на едно место за еден човек кој што го начека неговиот дедо, кој што беше пред смрт и слично како Јаков, го зел со кола, го однел, го прошетал, го однел на убав ручек, го угостил се и успел да го убеди да му потпише имото, да му го префрли на него. И потоа сите негови браќа и сестри му беа љути за тоа нешто, но тој го направи тоа со измама. И на крајот тој загуби
го загуби односот или односите со сите негови роднини за да добие еден имот. Понекогаш ние се обидуваме да го правиме тоа на начин кој што е погрешен, но Библијата вели дека нема благослов во тоа нешто. И доаѓа моментот кога Јаков требаше да ги среди односите. Јаков беше кај неговиот вујко и бегаше можеби некаде околу 20 години. Но слушнете што пишува во 31 глава 13 стих. Бидејќи немаме време поред, еве за домашна работа, прочитајте си ги сите овие глави. Од 27 некаде до 32, ние сега прескокнуваме и ги читаме битните делови. Во 31 глава 13 стих читаме после одредено време дека Бог му се јавува и му кажува да се врати назад. Вели, јас сум Бог за кој во ветил ти го подигна споменикот и ми даде ветување. И затоа стани сега и оди си од оваа земја и врати се во родниот крај. Погледнете, после известно време, после 20 години, откако Јаков служеше кај неговиот војко Лаван, дојде време кога самиот Бог го повика, му се јави повторно и рече, време е да се вратиш назад во твојот роден крај. Време е да се вратиш назад во твојата земја. По сето ова, Јаков мораше да се врати назад, но Јаков во ова нешто мораше да се соочи и со неговиот роден брат. Се сеќавате, тој го измами неговиот роден брат, мораше да бега да го спаси својот живот и сега тој не знаеше неговиот брат се уште какви чувства има за него. Дали му е простил, дали се уште го чека со гнев спремен повторно да го убие, но тој требаше да се врати назад. Тоа значи Бог го повикуваше сега да ги расчисти неразчистените работи. Бог му викаше време да расчистиш со минатото. Време е да ги средиш односите со твојот брат. Време е да ги средиш и односите со мене. Со ова нешто му порачуваше Бог. Бидејќи кога ние во животот имаме греф или непростителност или несредени односи со другите луѓе, тоа значи дека и нашите односи со Бог не се како што треба. И сега дојде моментот кога Јаков требаше да го направи сето тоа. И Бог му порачува, врати се назад, среди ги односите, врати се повторно при мене. Бог може би ти го порачува тоа денеска и на тебе. Бог може би и денеска на тебе ти вели, 20 години имаш неразчистени работи во твоето срце. Може би не се точно 20, може би се символично 20, може би кај тебе се 5 години или 10, но колку и да се, Бог вели во твоето срце, со години си имал работи што се неразчистени. Јас денеска сакам да ти порачам, дојде време да ги расчистиш. Дојде време да се вратиш при мене и да расчистиш со минатото. Може би имаш сестра со која што не си зборувал со години. Може би имаш брат, може би имаш несредени односи. И Бог вели време да ги средиш. Доста живееше и бегаше од тие работи. Знаете, Јаков проблемот со него што беше што тој бегаше од проблемот. 20 години тој бегаше без да ги среди односите со својот брат. И Бог сега му се јави и рече доста е. Доста е бегање. Време е да ги средиш односите. И на Јаков не му беше сеедно, но Јаков реши да го послуша Бог. Јаков се спакува, си ги спакува куферите, си ја зеде своите две жени, децата, се, имотот и тој тргна да се враќа назад во неговиот роден крај. Тој знаеше дека мора да ги конечно среди односите и со својот брат и со Бог. Дали твоите односи се средени? Дали се средени сите твои односи со твоите браќа и со твоите сестри? Може би ќе си речеш, ама Господе, ти знаеш што ми направи она на мене. Или, ама Господе, знаеш што и направив јас на неа или на него. Како ќе ја погледнам во лице? Или како сега ќе застанам пред него? Леле, ама Господе, не знам што ќе ми каже. Што мислите во умот на Јаков? Немаше такви мисли. Јаков не си размислуваше, леле сега, како ќе се појавам пред лицето на мојот брат? Леле, абе ќе ме отепа, може уште ми е љут. Леле, што да му кажам? Верувајте, и на Јаков не му беше сеедно. Но Јаков реши да биде послушен на Бог.
И ако ние го правиме тоа што Бог го бара од нас, Бог секојаш ќе биде со нас и тој ќе биде и пред нас и ќе не подржи. Ако читаме во Битие 32 глава, пишува кога Јаков тргна, дојдоа слугите кај него и му рекоа: бевме кај твојот брат Исав. Самиот тој ти доаѓа во пресрет, вели, со 400 момчиња. И знаете Јаков како реагираше? Вели, и Јаков се исплаши многу. Му кажа на Јаков: брат ти иде на кај тебе, разбра дека си доаѓаш дома, иде на кај тебе со 400 мажи, иде на кај тебе. Еј! Јаков се вика: готово, отиде ја. Готов сум, што да правам? И знаете што направи Јаков? Оно што треба секој од нас да го направи. Јаков, вели, стана таа ног, ги зеде своите 2 жени, своите 2 слугинки, своите 11 деца. Премина преку брегот на потокот Јавок. Ги зеде, ги помина таму, ги остави, а Јаков се врати назад и тој остана сам. Јаков реши таа ног да ја помине на само со Бог. Реши да ја помине пред Бога и да може да измоли од Бог победа. Тој ги остави неговите жени и деца настрана и тој остана сам. Доаѓа момент кога ќе треба сам пред Бог да застанеш со сите твои недостатоци. Може би си се преправил одреден дел од твојот живот, може би си носел маска, може би си глумел, може би во твоето срце носиш непростителност со години или имаш несредени односи со некој твој брат, со твоја сестра. Доаѓа време кога треба сето тоа да го донесеш пред Бог. И нема веќе криење, нема лажење. И знаете што се случи таа ног? Пишува, ангел Господов, пишува дека дојде кај Јаков и се бореше со Јаков цела ног. И го праша Јаков во еден момент. Го праша Јаков, вели: како ти е името? И тој одговори: Јаков. Знаете што значи името Јаков? Измамник. Кога ангелот Господов го праша: како ти името, кој си ти? Тој рече: измамник, тој сум. Јаков не можеше веќе да крие. Пред ангелот Господов тој мораше да го признае својот греф. Тој мораше да отворено му каже кој е. Јас сум тој, Господе, еве, тој сум. Не можам да направам ништо. Тој сум, јас сум тој измамникот. Јас сум тој што посакува да живее во животи туѓи. Јас сум тој што се преправам дека се е во ред со мојот живот. Пред луѓето се правам дека сум среќен, се правам дека ми се односите со другите добри, ама Господе, не се. Имам несредени односи со мојот брат. Страф ми е да го погледнам во лице, не знам дали ќе ми прости, или мојата сестра. Ама ете, тука сум пред Тебе, Господе. И Јаков се бореше цела ног со ангелот Господов. Ние веруваме дека ангелот Господов овде дека е Синот Божи пред да се инкарнира, бидејќи кога Јаков го праша: а ти кој си? Тој рече: не ме прашувај за моето име, бидејќи моето име е чудно или чудесно. Ангелот не му го кажа своето име. Тој рече: моето име е чудесно. Ние веруваме дека Синот Божи дојде лично да се сретне со Јаков. И знаете, Јаков оваа битка загуби, бидејќи пишува дека ангелот го удри по колкот и заради тоа нешто Јаков потоа цел живот мораше да накривнува. Но иако Јаков ја загуби битката, Јаков таа вечер извојува победа. Затоа што Јаков конечно призна кој е, затоа што Јаков конечно го отвори своето срце и Јаков одлучи повеќе да не бега. Дојде со сите своји проблеми пред Бог и реши да се соочи со својата слабост и своите проблеми. И Јаков таа вечер беше победник. И Бог го благослови. И знаете што се случи потоа? Кога се сретна следниот ден со неговиот брат, не беше погубен. Неговиот брат го прегарна и го прифати со сето свое срце. Јаков извојува победа. Кога Јаков загуби, тогаш Јаков стана победник. И Јаков од измамник, тој стана борец Божи. Бидејќи ако читаме, ангелот Господов рече: повеќе нема да се викаш Јаков, повеќе нема да бидеш измамник, туку од сега понатаму ќе се нарекуваш Израел, кој што во превод значи борец Божи. Сакаш ли ти денеска
од измамник да станеш борец Божи. Сакаш ли денеска од некој кој што бега од проблемите да станеш победник? Денеска Бог ти го нуди тоа нешто. Јас верувам дека не случајно си тука денеска. Може би имаш проблеми во твојот живот, може би имаш во срцето нешта кои што не ти се средени. Бог вика, доста е бегање. Денеска ти дојде овде пред мене и јас сакам да те благословам и сакам да ги средам односите во твојот живот. Сакам ти од денеска да бидеш победник, сакам да бидеш поинаква личност. Ке завршам со еден пример кој што повторно го слушав минатата недела од пастор Роберт. Тој кажува, вели, кога бев млад верник, секој ден одевме во црквата таму да служиме, да помагаме на пасторот. И секој ден доваѓаше еден човек во градот кој што е познат клошар. Јас дури го знам, бидејќи јас сум од Штип, неговото име е Мики Ли. Овој човек на времето беше познат каратист и затоа така го викаа Мики Ли, како Брус Ли, нели? Арно, ма нешто се случи со овој човек, се поремети ментално, психички и почна да се однесува многу чудно. Дури жена му и децата го напуштија, остана без дом, почна да живее по улици, да спие на улици и стана многу валкан, како и секој клошар, кој ќе се приближите до него, ќе осетите дека смрди. Не да смрди, таква ареја се шири на километри, се осеќа од него арејата. Не избањат веројатно со години, а лиштата му се неисправни со години, едни исти носи. И вели Роберт, тој човек повремено доваѓаше во црквата. Знае да бара нешто храна, најчесто немавме да му дадеме храна, ама ќе му ставиме чај и во чајот ќе му ставиме 5-6 лажици шекер, вика, за да барем го заблажиме малце да се нахрани од шекерот. И еден ден, кажува Роберт, овој човек, вели, дојде во црквата, пак да бара нешто и се осеќа што далеку мириса и ние обично нели се тргаме и бегаме и вика, Божиот глас го слушнав и Бог ми кажа, сакам да го прегрнеш овој човек. И првин Роберт си помислил како да го прегрнам, целиот смрди, извалкан, неизбањат. Но Бог пак му кажал, сакам да го прегрнеш овој човек. И вели, јас решив да бидам послушен, отидов и го прегрнав. Иако мириса и извалкан. И кога се приближил да го прегрнам, тој вели, дури почна малце да се брани и да бега и рече, не ме прегрнуве, јас сум нечист. Јас сум нечист и извалкан сум, јас сум недостоен. Јас сум грешен, нечист сум. И Роберт му кажал, сите ние сме такви. Ама Господ sejedno те сака. И тебе, и мене. И вели, човекот почна да плаче. Знаете, тоа е Божјата љубов. Може би ти си мислиш исто и како Јаков, дали сум достоен за Божјата љубов. И јас сум нечист. Но кој е чист? Сите ние сме недостојни. Сите ние сме нечисти. И ајде да не осудуваме некого и да не велиме овој е полош од мене, знаеш ли каква личност или оваа каква е. Веќе сите ние имаме своји мани. И денеска сите ние доваѓаме пред Бог како Јаков. Може би се прашуваш дали мојот брат ќе ме гушне, дали ќе ме прегрне. Може би пак од другата страна ти си велиш тој не ја заслужува мојата прегртка или таа не ја заслужува. Но ниеден од нас не ја заслужува Божјата љубов. Па сепак Бог не љуби. Затоа денеска прегрни го твојот брат или твојата сестра, покажи дека ја љубиш. Денеска во името на Бог пренеси ја таа Божја љубов. Веќе ние имаме потреба да ја почувствуваме таа љубов. И Бог денеска, исто како на Јаков, сака и тебе да ти каже дека тој те љуби и време да дојдеш кај него и да се измириш и со него и со твоите браќи и со твоите сестри. Еве, тоа е пораката што Бог ја има за тебе. И ако го направиш тој чекор, ако дојдеш пред Бог со целото свое срце како Јаков, ако дојдеш пред Бог со отворено срце и му признаеш се што е во твоето срце, Јаков го направи тоа нешто, Бог ќе ти даде победа. И тогаш нема повеќе да се викаш Јаков, ќе се викаш Израел, борец Божи. Нема повеќе да бегаш од твоите проблеми, туку ќе извојуваш победа.
Бог нека те благослови во тоа нешто. Амин. Можеме да